Почитувани, во новото видео интервју разговараме со Ирена Јакимова, коуч, обучувач за лидерство и персонален брендинг. Што е лидерство? Дали лидер се раѓа или се станува? Лидерските вештини во напредокот во кариерата, невролингвистичко програмирање и емоционална интелигенција беа темите на кои зборувавме. Доколку ви се допадне видеото, ставете лайк за да може да го погледнат поголем број на луѓе и стиснете subscribe. Бесплатно е. Ирена Јакимова. Прв пат гостувате во нашето видео и интервју. Еве, намерно не ве представив, бидејќи по обичај кога новинарите ги представуваат соговорниците, им ја кажуваат титулат. Но еве јас ќе ви дадам простор вие да кажете која сте и да ни дадете ваша кратка биографија. Фала многу, фала ви за поканата. Драго ми е што се запознавме во оваа прилика и што ќе можеме вака во една убава пуштена атмосфера да поразговараме за интересни и важни теми во врска со лидерство, напредок, кариера, човечки ресурси, се што покривате и браво што работите на таа тема. Ајде кратко да се представам со она што е корисно, релевантно, интересно за слушателите. Мојата професија последните 15 на години е обучувач, тренер и коуч, што е можеби некоја нијанса поразлично, немаме реален превод кај нас за овие функции. Работам со луѓе кои што имаат потенцијал, капацитет, лидерски и сакаат да го реализираат, да го остварат, без разлика во која професија се, на кое работно место се во моментот. Работиме како фирма, како компанија, работиме и со други компании и организации, индивидуално со лидери во тие компании и организации, со групи. Помагаме да се подобри комуникацијата меѓу нив, да се подобри индивидуалната комуникација на секого и други теми што ќе ги зборнеме подоцна. И работам и со поединци индивидуално. Работам исто така со групи кои што сами ги креираме, најавуваме како компанија, креираме различни теми на обуки каде што сум специјализирана јас или мои колеги колешки, за да помогнеме на луѓето да ги развијат тие делови од себе, тие вештини, тие, да ги наречам, дополнителни знаења покрај општото знаење што го учиме во нашето класично, во нашето формално образование. Ако ме прашате за формално образование, по професија сум економист, имам завршено маркетинг и надворешна трговија на нашиот факултет во минатиот век, овде во Скопје. Потоа мастер во бизнес менеджмент на факултетот на Универзитетот Шефилд во Солун и имам претходно искуство и работа во област на маркетинг, односи со јавноста, меѓу пионерите во таа дејност, па сега го спојувам сето она што сум го работела, научила тогаш или подоцна во меѓународни организации, во канцеларијата на Обединети нации и во човечкиот развој, при што ќе ме прашаат често дали сте психолог, велам не сум по вокација, немам завршено факултет за психолог, но имам завршено толку многу едукации, академии, толку многу инвестирано средства, време, па и финансиски средства, влог во таа едукација, што можам да речам дека тоа го работам и применувам психолошката страна, лингвистичката, невролошката страна од капацитетите на луѓето, за да постигнат вистински успех, влијание позитивно во својата средина. Ете така некако би го опишал тоа. Ако треба да додадам уште улоги, тука е предприемач, предприемачка, од пред некој 9 години, од кога ја основав својата фирма, менаџерка на активностите, на проектите. Значи, сите ние имаме повеќе различни улоги и низ различни форми ја изразуваме нашата вештина, знаење и нашиот допринос во која било област што ја работиме. Така. Зошто се одлучивте токму за оваа професија? Да, па мислам дека
некакви желби, идеи, таленти имав уште од младоста. И после некако, кога ми младоста не е, може и уште и од детството, од секогаш ме интересирала психологија, како функционираме, што е тоа што не го знаеме за нас, зошто некои луѓе имаат ваков живот, некои имаат поинаков, некои имаат успеси во едни полиња, други имаат во други. Како да бидеме реализирани, да бидеме успешни, да устваруваме, да стануваме нешто повеќе, нели, од она што сме, ме интересирало и потоа почна и да го согледувам во реалноста уште при крајот на моето работење во област во маркетингот, да согледувам дека умеам и сакам да работам на развојот на луѓето, на било да е тоа кохезија на тимот кој што сум го водела, на компанијата што сум ја водела тогаш, или поединечно нечи развој, и така понатаму продолжив и да се обучувам во тоа. Времето дојде да се повеќе се придава внимание, значење. Луѓето се повеќе осознаваат за важноста на овие професии, на овие активности што треба да си ги пружат, да ги направат. И кога ова го зборувам, тоа се важи и компаниски, организацијски и индивидуално, приватно. Некој може да се развива преку компанијата, некој може индивидуално тоа да си го направи, доста луѓе тоа го прават. Кај нас, ако ме прашате, расте и се уште е во зародиш. Се уште има луѓе кои што не знаат просто што е она што ние го работиме. Тие луѓе и тие организации се и едуцирани, и искусни, и паметни, и добронамерни, и се мачат самите со своите препреки или предизвици. Голем број од луѓето не знаат дека постојат вакви активности, вакви услуги, вакви методи, методологии, каде што тие можат да станат нешто повеќе, да надминат некои потешкоти, да ги прават некои работи полесно, поуспешно, да дојдат до она што го посакуваат, замислуваат, или дури и до нешто што и не можат ни да замислат. Специализирана сум за работа со жени на неколку странски академии, глобални, каде што чест е примерот дека ние жените просто и не знаеме што се е возможно да постигнеме или да бидеме, затоа што не сме виделе пример, никој тоа не охрабрил или тоа не било добро прифатено во средината, така што работа ми со странство и среќа тоа креира некој баланс на активности, повеќе од колку го би работела само со нашиот пазар. И сум среќна, задоволна од успесите што ги гледам, поединечно, групно. Ми потврдува дека вистина функционираат овие работи ако сакаат да се применат и дека вложувајќи ја мојата љубов, пасија, знаење, искуство во оваа работа, вистина сум некој придонес, правам придонес во животите на други луѓе и на други организации. Значи, во принцип, вас ве ангажира, да речеме, професионалците од секторот за човечки ресурси или и работодавачите? Да, често. Да, и ве ангажираат со цел за да на еден начин им помогнете на нивните вработени да прераснат во подобри вработени, просто да се изразам. Да, така убаво едноставно објаснето. Најчесто, да, ме ангажираат луѓето од човечки ресурси или собствениците на компании, на организации, или има случаи кога доаѓаат на таа функција и самите се явуваат за себе пред се, па после работиме и со тимот. Значи сами личности, индивидуалните лица кои што стапнале на таа позиција, добиле одговорност да бидат директор, директорка, chief executive officer, како сакаме да го наречеме, и бараат да работиме, или пак кога како компанија објавуваме, нудиме отворени обуки, луѓето сами се пријавуваат или некојаш компаниите ќе пријават, ќе платат за 1, 2, 4 учеснички да учествуваат на таа обука. Или четвртиот пример е кога луѓе поединци сами се јавуваат и бараат да работам со нив, да работиме заедно на отстварување на некои резултати, надминување на некои
препреки, и тие се од различни области, сфери, професии. Така што да, од прилика тие се изворите како луѓето ме ангажираат мене и тимот со кој што соработувам. Значи тоа се од човечки ресурси, тоа се сопственици на бизниси или луѓе кои што дошле на раководна позиција на некој бизнис или во некоја организација. Не мора да е тоа само во бизнисот. Имам примери кај што имам работено со жена од соседството која што од невладина организација созря и стана пратеничка во таа земја. Или пак работиме со организации, невладини, меѓународни, не е важно каква е организацијата, водат проекти, па ќе ме викнат за себе, за луѓето во проектот. Или луѓе поединечно сами се пријавуваат на нашите отворени обуки или да бараат да работиме еден на еден за постигнување на некои нови резултати. Тоа се патиштата. Но постои јасна дистинкција помеѓу вашата професија како коуч и советник за развој на кариера. Да, одлично што го спомнавте. Имам феноменални колешки, познанички, со некој од нив и сум работела лично за да постигнат успех во таа област. Често и во мојот случај, во нас како коуч, се случува да ние со нив работиме да направат некои избори во наредните чекори, да направат некои промени. Но мислам дека генерално разликата е што советник или тренер или коуч за кариера, кариерен коуч, може да се ангажира во различни фази во животот. Може да е во младоста, кога одлучуваме што да учиме, може да е при промена на кариера, работно место меѓу компании, или може во самата компанија. Често и компаниите, знам, ги викаат за да помогнат на кариерниот развој во рамки на компанијата. Така, јас како коуч, како leadership коуч или просто не знам кој наслов, кој име да му дам, или mindset коуч, или некогаш го нарекуваме executive коуч, значи за коуч за извршни позиции, работиме повеќе на раст, промена, учење вештини за лидерство, лидерски позиции, остварување на резултати во кариерата или во животот. Кога имам клиенти и со нив работиме, не е секогаш само работата. Често ќе излезат тука и теми од животот, ќе излезе некоја незавршена магистерска ставана под тепих, па ќе и дојде време. Значи, разликата е што не работиме само на избори во кариерата, што да изберам, кои ми се следни чекори, кои ми се дарби, кои ми се вештини потребни што треба да ги научам. Туку повеќе работиме на лидерски, менаџерски вештини и промени на самата личност. Еве некои конкретни примери каков вид клиенти ми испраќале или ме барале. Најчесто тоа биле ситуации, сум имала и машки клиенти и жени клиенти во последно време се повеќе, кога треба да стапнат на лидерска позиција, односно менаџерска, директорска позиција или како го да ја нарекуваат во таа компанија или организација, или веќе дошле и нешто чкрипи. И често им велам, добро е да почнеме порано да работиме, пред да ја ставите таа личност на таа функција, да се спрема неколку месеци за да стапи. Често се случува кај нас да ги унапредуваат луѓето заради тоа што работеле добро. Постигнале добри резултати, се покажале и како добри личности со добри особини. И тоа е едно. Различен сет, различна комбинација вештини и силни страни се потребни кога треба да водите луѓе. Да водите тим. Без разлика колку е тој тим голем. Тоа е различна улога, тоа се различни вештини, различно доживување на себе и работиме, ги учиме тие работи. Тие што се веќе на лидерска позиција ги правиме уште подобри лидери. Велам, спомнав, сум работела и работам со луѓе кои што се на лидерска позиција, водат компанија, водат организација, водат представништво, што и да е, ги правиме уште подобри лидери. И често луѓето ќе речат или предпоставуваат дека сега кога веќе сме на лидерска, нели што имаме уште да учиме. Напротив, тука почнува развојот. Како нели да биде уште поголем лидер и многу често ќе се сетам еден од моите
тренери, ментори, учители, каде што имам завршено и повисоки нивоа на лидерски коучинг. Џон Матон, многу познат водечки во светот, ќе речеше одам и правиме со лидерите што е твоето ремек дело што треба да го постигнеш, да го оставиш во таа организација, во таа област и воопшто на планетата Земја додека си тука. Тоа е целта, идејата. Знам дека ова во нашата земја може да звучи малку идеалистички, научна фантастика, ќе рече луѓе, кој е ремек дело, ние голем број од нас, ајде да научиме воопшто да водиме и да како да речем, да се однесуваме лидерски, да преземаме лидерски чекори и влијанија. И сепак и кај нас има место за ова прашање и сите треба таму да тргнеме, нели? Што е моето ремек дело, мојата оставштина, што е она уште што јас можам да направам, да постигнам за оваа организација, за оваа област, за оваа група луѓе, што и да е крајната цел. Кога сме, да се вратам повторно на кариерните советници, сега не знам ова прашање колку е наместено, сметам дека треба да се постави во дадениот момент. Дали би се случило досега или може да се направи таа комбинација да со еден клиент работите и вие и советник за развој на кариера? Да, одлично прашање. Често пати или ги прашувам луѓето и дури по некој време им советувам или има случаи кога ги препраќам прво да работат со друг стручњак, некогаш е тоа психолог, психотерапевт, ако е потребно. Некогаш е тоа ги препраќам кај кариерен советник, советничка или кај некој друг вид советничка функција, некогаш е тоа енергетски советник или терапевт. Или пак од нив ми доаѓаат препораки од психолог, од кариерен советник, си ги дополнуваме, разменуваме и сакам и тоа да сватат луѓето дека нели убаво е да побараме поддршка, помош, ново водство, нови знаења од различни сфери и области, бидејќи тие различни ни се потребни во моментот. Да преминеме на темата лидерство. Што е за вас лидерство? Често ги прашувам учесниците кога водам обуки за лидерство и сакам да го извлечам нивното сваќање, поимање на поимот лидерство, нели водење, водство, сакам да го гледам во широк поим на давање пример. Водство со давање пример, а не само да треба да водите одредена група луѓе некаде. Значи, лидерство е се што правите, како живеете, како работите, како се развивате, како си ја покажувате и својата слабост, ранливост, не мора да сте совршени и како наоѓате начини да ја подобрите таа некоја слабост и ранливост. Давате примери, покажувате што е можно, нови начини на однесување, нови начини на размислување. За мене тоа е лидерство. Ако го ставиме во контекст на организација, да, ја водите организацијата, луѓето кон одредена цел, резултати, нели, параметри и при тоа помагате на луѓето да раснат, да се развиваат. Имаме нели различни стилови на лидерство, луѓето ги изучуваат, го препознаваат својот стил и често сакам да кажам дека убаво е и да се комбинираат. Не мора ако имате еден стил да значи дека тој е добар или лош, или можете повремено да позаимите и од другите лидерски стилови, зависно од ситуацијата. Дали лидер се станува или лидер се раѓа? Да, обично да бевме во обука, ќе ги прашав што мислиш ти, што мислите вие за ова. Верувам дека некакви особини, некоја дарба, желба може да има и да се родиме со тоа и потоа тоа се станува, односно се учи, се вежба, се практикува, се доусовршува, подесува, коригира зависно од барањата и сепак треба и да има желба, да се вратам на почетокот. Треба и да има желба, ако некој не сака да
да биде лидер, не да се плаши, тука едноставно не сака, може да придонесе на друг начин, треба и тоа да се почитува. Не мора луѓето со сила да се форсираат да бидат лидери и да покажуваат лидерство. Така. Да го ставиме лидерството во контекст на напредок во кариерата на вработените. На некој начин секој вработен треба да биде лидер, за да има поголем успех. Барем јас така размислувам. Што мислите вие околу тоа? Да, ќе се вратаме на предходното, што го кажав, не мора секој да искажува лидерство на ист начин, во смисла на желба за водење група, поголема желба за напредување, преземање различни улоги во организацијата, и може сепак да презема лидерство во однос на себе. Прво себе си да се води, да биде self-leadership, односно да се води себе си, низ тој развоен пат во животот, во кариерата, да наоѓа начини, форми како да дава подобар придонес, поефикасен придонес и да биде позадоволна како личност во самата таа организација, во самата таа работа. Иницијаторство, може би рекле, водење на себе, да не чекаме дека другите треба да направат за нас, да ни кажат или да се плашиме дека нешто ќе ни земат. Само иницијативност. Иницијативност, водство на себе, да знам што сакам, зошто го сакам тоа, како можам да го остварам, а како можам на друг начин да го остварам, не мора да е овој само што сега го гледам. Коучот тука помага, на клиентот помагаме да види повеќе начини, повеќе можности, повеќе видови на чекори или пристапи како да дојдам до ова. Еве еден пример ќе кажам за да го разберат луѓето ова. И јас лично сум го имала во искуството и сум го читала во книги. Пример, некој се развива добро во одредена компанија и почнува да чувствува желба да работи како тренер, како обучуваш, да обучува луѓе. И сега прво ќе си помисли некој дека треба да се откаже, да си оди од овде и да стане, да се научи, да биде како тоа се извршува, како тоа се работи, да биде тренер, можеби да работи за тренерски компании, да отвори своја компанија. Но постои можност да поразмисли да стане тренер во компанијата во која што работи. И треба да почне да превзема чекори во таа насока. Значи, тука се комбинира и кариерно советување, и коучинг, лидерски коучинг, да искаже дека тоа го сака, да почне да го учи како тоа се прави. Едно е желба, едно е да умееме нешто да раскажеме, да презентираме, сосема различно е да обучуваме луѓе. Значи, треба да покаже таму каде што е потребно, дека тоа го сака, уме и дека е спремна личноста да доучи или да прави. Па да даде предлози да почне нешто пробно, со мали групи, со некои пробни методологии. Ова и го учиме во обуката за градење личен бренд. Ако некој изградил еден вид личен бренд во компанијата, дека е, не знам, одличен во продажба, и имам такви примери од луѓе, одличен во продажба и посакува да биде тренер за продажба. Треба тоа да почне да го покажува, а не да очекува дека другите ќе видат, ќе знаат, ќе читаат мисли дека некој сака и може да биде тренер затоа што има искуство. Нели, зборуваме сега да не носиме заклучоци и да претпоставуваме, туку да преземаме акција. Во тој случај акција би била да научиме некои методи, да смислиме некоја мала програма, да одиме во HR одделот за човечки ресурси, нели? И да кажеме, јас би сакал ова да го правам, да го почнам, ајде да пробаме, имам вештини, имам спремено, имам нешто ново научено и така натаму. И да може таа кариера да ја развие и во рамки на истата организација. Не мора да ја напушти професијата и организацијата за да реализира поинаква кариера и улога. Тоа се некои примери како може да се расте и да се смени, да се прави нешто друго. И така затоа тука служат и коучевите. Да покажат дека имаш повеќе начини, можеби некој начин не го гледаш веднаш или не ти доаѓа како идеја и така натаму.
Имам едно прашање кое што ми се врти, ќе го поставам вас, па да видиме дали би можеле да ми дадете одговор. Вработените рековме дека треба да покажат во најмала рака само иницијативност, па дури и одредени лидерски вештини, да кажеме. Рековме дека не може секој да биде лидер, но во најмала рака може да биде само иницијативен. Читам книгата 48 закони на моќта од Роберт Грин во последен период, и во првиот закон кој што се нарекува не засенувај го господарот, зборува за тоа дека понекогаш може многу да им пречи на претпоставените ако покажуваме преголема амбициозност. Како гледате вие на ова, ако воопшто може да ме дадете одговор? Сега ми дојде такова прашање, го поврзав, мислам дека има смисла. Да, и има често вакви токсични средини кај нас, такви организации, такви институции, такви фирми. Има и тоа трга од пак од еден страв, од една свест на немање доволно, или обратно од неја е свеста дека има за сите. И тука треба специфични вештини да се покаже желба за растење, која е во насока на растење и на претпоставениот лидерот, дали дека нема да го, или да ја засени, заплаши, замени, и во насока на растење на целокупната работа и организација. Не е лесно, ова се навистина специфични ситуации со финеси, и еден од патиштата е тој, јас исто често велам, кога работиме, инсистирам да работиме и со лидерот. Дали е тоа тим лидер, менаџер, дали е директор, директорка. Кога работиме коучинг, значи не може само со тимот, а да не работи за себе, на себе и со своите пречки, барања и развој и главната водечка личност. И таму ги развиваме вештините на растење, водење на другите без страв дека ќе ме засенат. Всушност, страв да не ме засенат води кон прегорување, води кон претерана грижа, контрола, проверка, постојана присутност и немање време за одмор и задоволство. А кога ќе изградите луѓе што можат да ве заменат во одредени ситуации, можете почесто и да се одморите како лидер, како лидерка. Така што ова е одлично поставено прашање, не е лесно, специфично е и бара вештини на некоја мудрост, дипломатија, преговарање, како да се покаже на раководната личност дека сакам, имам можност за раст, што ќе биде поголем допринос и поголема поддршка на тебе како лидер, како лидерка, а нема да биде загрозувачко. Со целата можност и отвореност да ги оставиме и тие можности отворени. Еден ден мора и тој лидер, лидерка да замине, ако не друго, во пензија, да одмори или да прави нешто друго. И многу е полесно кога има подготвено некого што ќе го наследи и замени. Така. Навистина, сакам само да појаснам, ми избегам мислата што сакав да кажем, само сакав да појаснам дека за оние кои што имаат прочитано книгата, не се согласувам во цело со истата, пошто е базирана на Макијавели. А Макијавели е познат по манипулации, дори и тие кои што психолозите ги нарекуваат макијавелистички настроени луѓе, оние кои што знаат да манипулираат за свој интерес. Така што има добри работи, ова е особено добро,
И мислам дека можеме да го земеме во предвид од причина што тоа потекнува од човек кој што има работено во Холивуд. А сите знаеме дека Холивуд е едно од немилосредните места за работа. Каде што воопшто нема ни да му текне да те земе предвид едноставно да покаже разбирање, ако можем така да се изразам. Ова го имам слушано во подкасти со авторот, со Роберт Грин, што тоа и го сведочи. Дури имало и ситуација кога режисер напишал сценарио за филм, сакал да го режира, но студиото не му дозволиле, сакале друг режисер да најмат, и тој рекол, добро, јас ќе ви предложам. И предложил некој многу неискусен. И после 2 дена снимање се видело дека не може да ги исполни критериумите, дека едноставно преголем е проектот за него и продуцентот морал да го отпушти. И на крај овој режисер кој што првобитно бил сценарист, испаднал пак да го режира филмот. Така што со овој пример сакам да покажам колку е таму немилосредно, и од таму го земам овој пример бидејќи реално и кај нас и секаде има немилосредни луѓе кои што од една страна се немилосредни може претежок збор, но луѓе кои што од една страна велат ајде покажи се малку повеќе, но ова што го зборевме не застанува го споделот законот на Роберт Грин. Од друга страна тоа ќе започне да им пречи. Би се префрлиле на друга тема. Следната тема за која што би сакал да зборуваме е нешто што ме фасцинира и го прочитав прво во книгата Неограничена моќ на Тони Робинс, а тоа е невролингвистичко програмирање. Прочитав дека и вие во вашата програма вклучувате токму таква пракса, односно туку начин на работа, да кажам. Така што може ли да ни објасните што е новата невролингвистичко програмирање, во што се состои и што може да им тоест каков бенефит, да го преформулирам прашањето, каков бенефит им овозможува на крајните корисници, на клиентите? Да. Тоа е збир од методологии, активиран, да речам, земал повеќе замав 70-тите години минатиот век, каде што се земени пристапи од психологија, од невронауката, како функционира мозок, нервен систем, лингвистика, невролингвистичко програмирање, влијанието на говорот, на јазикот, на зборовите, на конструкциите што го има врз нас и како ги процесираме надворешните случувања во нашата внатрешна реалност, во нашиот внатрешен свет на мисли, емоции, носење заклучоци, носење одлуки, постапки. Учи на спој и соработка меѓу ум, тело, емоции, енергија. Учи на различни нивоа на размислување, изразување, носење одлуки. И просто јас сакам да го нарекувам прирачник за упатство за работа со себе и со другите. Тоа е од прилика тоа. Изучувајќи ја таа методологија, луѓето учат да сватат, како ја доживувам и толкувам реалноста, како ги доживувам, толкувам другите луѓе, како поставувам планови, желби, цели, резултати, како ги остварувам или не остварувам, како каква личност се доживувам себе си или не, и различни или некои пристапи. Главното што учи е стратегии на постигнување резултати. Од таму и тргнала методологијата, каде што
основачите или неколку научници околу таа методологија почнале да наблюдуваат луѓе кои што покажуваат поголеми резултати и успеси во одредени области. И да ги анализираат, прашуваат како тоа го успеваат и прават. Таа стратегија или тие процеси некогаш се видливи, гледаме што прават луѓево, а некогаш, односно голем дел се невидливи, се внатре во нас. Кога велиме внатре во нас, или често има изрека, нели, се е во умот, се е во нас. И тоа го повторуваме, шириме на секаде, ама не знаеме како, што значи тоа се е во умот или се е во нас. Со оваа методологија учиме како да препознаеме што ни се случува внатре и како тоа по потреба да го менуваме. Односно, препознаваме ако имаме некакви програми, од таму е зборот програмирање, како веруваме за некои нешта, како ги правиме и работиме на тоа да тие програми ги смениме со програми кои што подобро функционираат за нас. И тука говорот, јазикот, зборовите имаат голема улога. Наблюдувајќи го говорот на другите, можам да заклучам како функционира нивниот мозок и како се нивните внатрешни стратегии, програми, што им е важно, како го толкуваат светот, и исто така, бирајќи ги зборовите со кои што се изразувам, и речениците, и структурите, можам да влијам добро, за подобро, на себе и на другите. Или освестувам дека со моите реченични конструкции и зборови не влијам добро на себе или на другите. Јас лично не предавам програма НЛП целосна, туку ја применувам во сите мои програми, ја применувам особено во коучингот, како сертифициран НЛП коуч, меѓу другото, неколку коучинг сертификации имам кои што ги применувам. Значи, го применувам во работата со еден на еден, го применувам во работата со групи, го применувам во моите обуки, било да е за комуникација, јавно говорење, личен бренд, женско лидерство, што и да е, таму ги применувам тие методи и учесниците ги учам да ги применат без да нагласувам дека ова е НЛП или ова е таму, некогаш спомнувам, кажувам од каде е и од што е. Значи, таа методологија, да резимирам, е збир на повеќе научни пристапи, може не спомнав, тука има биологија, кибернетика, различни повеќе научни пристапи и методологии и техники кои што ни помагаат да подобро управуваме со себе и да знаеме што ни се случува и ако треба тоа да го менуваме на тој начин. Ја користат, рековте исто, многу луѓе во светот, ја користат врвни учители, тренери, успешни луѓе во различни области, просто не можам да набројам, и луѓето навистина гледаат резултати, постигнуваат успеси, прават поинакви чекори, поинаку се однесуваат и поинакви резултати добиваат во својот живот. Да, она што ја го сватив правобитно кога прочитав првпат за тој термин е моделирање. За тоа и зборува сега го наметнувам повторно Тони Робинс, од неговата книга, односно моделирање, едноставно да видиш да на еден начин во наводници да емитираш некој успешен човек за да бидеш како него. Сега не знам, јас може погрешно сум го разбрал тоа. Да, еве неколку примери што е моделирање, еден од тие пристапи, техники во НЛП. Како што реков и претходно, не само да ги повторуваме нивните постапки што ги гледаме, туку да најчесто за добро моделирање треба да се седне да се разговара. Сум моделирала други учести и мене ме моделирале, односно побарале да седна да разговараме, да го дознаат мојот процес внатрешен, како размислувам, како носам одлуки, како се доживувам себе си, што правам претходно и како ги избирам моите однесувања после тоа. Тоа е моделирање во длабочина, да речеме. Не само она што го гледаме кај луѓето, па да ги реплицираме и имитираме нивните однесувања,
туку да дознаеме внатрешниот процес на размислување. Од тука тргнува се. Како јас верувам во нешто, како го доживувам, што мислам за тоа или за себе или за другите, и да пробам овој процес на размислување да го пренесам. Едноставен пример, многу често, реков, го користам ова во буките за јавен настап, јавно говорење. Тоа е нешто многу потребно, голем страв кај луѓето и голем тоа. И како ги учам да моделираат, односно уште една друга техника се вика рефрейминг или менување на рамката на нештата. Би ја нарекли исто менување на погледот, на светоглед, менување на ставот кон нештото. Учиме, ги моделирам моите процеси, како јас верувам дека ова не е страшно, дека наместо страф од осуда, јас тргнувам и велам, одам со возбуда, што ќе допринесам со мојот говор. Им ги кажувам, ги учам на нови ментални процеси, за пред да дојдат до самото говорење пред другите луѓе. Моделираме подготовка, моделираме емоционална регулација, како да се чувствувам, како да ги доживувам другите. Така што процес на моделирање е тоа. Наблюдување, што прават луѓе успешни во одредена област, ова може да е било каде, збориме сега јавно говорење, може да е во спорт, може да е во продажба, може да е во обучување други, може да е во водење компанија, може да е во било каков перформанс, настап, во било која област. Може да е во готвење, може да е во некакво друго хоби. Моделирање е кога ги дознаваме и внатрешните умствени процеси, и затоа е најдобро да ги прашаме, кога сме во можност, нели, ако имаме можност, да ги прашаме или да читаме повеќе за тоа, да дознаеме директно од луѓето и се обидуваме тоа да го моделираме во нашиот живот, секако додавајќи ја нашата лична различност и автентичност. Не мораме да научиме исти ставови за нешто, но да научиме нови ставови за нешто за да ни помогне полесно да го правиме тоа. Да сме тука, да сме одлични според наши параметри и критериуми во одредена активност, дејност, во одредена област. Тоа би било моделирање. Како една од методите, техниките на НЛП, невролингвистичко програмирање. Може ли, вака сега, кога зборуваме за вашите методологии кои што ги применувате во вашата работа, да не кажете и за другите, бидејќи прочитав повеќе на вашата веб страна? Да, НЛП е една основа, една база на се. И методологии други кога спомнуваме, тоа се пак различни пристапи, процедури или користење алатки, како што е во случајот со методите на Points of View, каде што имаме примена на конкретни предмети, алатки. Тоа се слики, фотографии, зборови, шеми на процеси правење, и тие пак се базираат на ова. Биологија, психологија, неврологија, лингвистика. Други методи се лидерскиот коучинг, што реков го изучував кај Џон Матон, понатаму коучинг за работа со жени, и тука исто методи, пристапи, под методи, пристапи подразбирам прашања што треба да им ги поставам, начин на кој што треба да напредуваме, да зборуваме, вежби што треба да ги направиме. И пак се враќам, коренот на се неврологија, психологија, лингвистика, енергија, сваќање на енергетските процеси во одредени случаи. Корените се тие, и методологиите после кои што не учат нели како, по кои чекори процедури нешто да правиме, додавајќи го тука сето свое искуство, својата интуиција и животно и работно искуство, и комбинирајќи разни методи. Тоа би било вака на кратко, нели, како едно резиме. Емоционална интелигенција и интерперсонални вештини. Два многу интересни и важни фрази.
Да. Ме интересира околу емоционалната интелигенција, накратко да ми ја дефинирате што е и кои се најчестите заблуди кои што се поврзани со неа. Да, да. Важно прашање, многу актуелно и корисно. Среќа што се актуелизира, затоа што, како да речам, без да го знаеме ова, одиме како со замижани очи, со затворени очи, одиме излегуваме и на улица и одиме низ животот. Емоциите како енергетски процес се составен дел на секој еден од нас. Во секој период од животот. И ние не учиме за тоа, не зборуваме за тоа. Се наметнале нели различни верувања, сваќања, дека тоа е излишно, непотребно и како и да е. И ни се случуваат ситуации. Ситуации да не бидеме разбрани, да избогнуваме, да не бидеме прифатени, да не се однесуваме со доволно внимание, значење кон другите, кон себе, навлегување во емоционални состојби просто без да сме и свесни. И сето ова се учи преку овој пристап, така наречен емоционална интелигенција, емоционално познавање, емоционална писменост, емоционална агилност. Различни теми имаме. Суштината е препознавање на емоции кај себе, кај другите, регулација на емоции кај себе и внимавање како се однесувам кон другите, имајќи предвид да следам какви емоции предизвикувам или ќе предизвикам. Тоа се основните постулати и тоа се учи. Просто би го ставила на ниво на азбука. На знаење букви и знаење да пишуваме и да читаме. Толку е основно и важно да научиме да ги препознаваме. Нема живење секојдневие без емоции. Кај некого помалку, кај некого повеќе, различно изразени. И тоа се учи, тоа треба да се знае. Особено важно во светот на интеракција со други, па и со себе. Дури да работите сами нешто, нели, како експерт, пак мора со некого да искомуницирате. Регулација на своји, препознавање на своите емоции е многу важно за да го распоредите денот, за да знаете кога, како, зошто давате одредени реакции. Сте креативни, сте лути, сте тажни, сте среќни. Нема ситуација каде што ова не е важно. Во лидерството нешто најважно, што влијае на други важни особини, комуникација, носење одлуки, мотивација на други луѓе, мотивација на себе, широка лепеза на примена. Во денешно време е се поважно и се повеќе се бара способност и ова се учи, исто така како и другите. Некој има дарба, некој може да го учи малку повеќе преку читање, работа со тренер, во пракса, но е нешто што сите мора да го знаеме. Да ги знаеме овие основни работи што ги спомнав, основни димензии, за да можеме како социјални битија да живееме во интеракција со другите и пак ќе речам и со себе. Луѓето често не се свесни и не, бидејќи тоа не сме го учеле, нели, никој не го покажувал, не го укажувал порано, дека многу е важна интеракцијата со себе. И често забележувате, ја спомнувам, лидерство на себе, познавање на себе, комуникација со себе, справување, односно како процесирање, живење, соработка со своите емоции, не е само за со другите односот, туку и односот со себе е многу важен. Така, и не ми кажавте кои се најчестите заблуди поврзани со емоционалната интелигенција? Па тоа што го спомнав на почетокот, најчести заблуди се дека тоа е излишно, не е потребно, тоа е за емотивци, во наводници, нели, за слаби. Таму што се учи? Емпатија, да ги сожалувам другите или да го чувствувам истото, што не е задолжително. Заблудите се дека тоа не е потребно, дека, како може да не знаеме тоа, дека емоциите не се важни на работа, треба нели емоциите да ги тргнеме на страна, треба да не им дадеме да го водат процесот и орото
да не реагираме според нивно водство, но коите како се важни од она што го кажав претходно, за односите со другите и за односот со себе. Тие се заблудите најчести. Луѓето не знаат што постои таму во таа област, што се учи и зошто тоа би не било воопшто потребно. Дека тоа е нешто, во тие така наречени меки вештини, па кога имаме време, кога имаме пари ќе го учиме, кога ќе ова, кога ќе она, а всушност е најважното. Првото што треба да го знаеме и учиме, за да се снајдеме добро, да припаѓаме добро во одредена група, во одредена средина и да даваме посакувани резултати. И интерперсонални вештини, интерперсонално пака наведум изгледа едноставно да се дефинира, интерперсонално, но интерперсонални вештини како би ги дефинирале и колку според вас реално ние тука имаме недостиг од такви вештини? Да, тие се дел од емоционалната интелигенција и емоционалната интелигенција е дел од овие вештини. Ова се вештини на умење да соработуваме, да градиме однос со другите. Интерперсонални, значи би рекла исто меѓучовечки, или како да умееме да градиме односи, да градиме подолги релации, да се однесуваме, комуницираме, постоиме, живееме, соработуваме со другите. Тоа се учи во оваа област и е многу важна, пак ќе речам. Речиси не постои некој од нас кој што работи сосема самостојно. Колку и да сте некој индивидуален експерт, креатор, мора во некој момент да комуницирате, да соработувате, да имате однос со други. Дали се тоа соработници, дали се клиенти, дали се и да нема тим. Во некој момент доаѓаме во релација луѓе со луѓе. Бизнисот, самата економија, самото живење е поврзаност меѓу сите нас. Ние како социјални суштества, општествени битија, како сакаме да го наречеме, мораме да комуницираме или да имаме односи, релации со другите. И тука има вештини. Некој е повеќе надарен за ова, ја има развиено таа интелигенција, не велат некои 8 различни вида интелигенции што ги имаме, некој е помалку надарен. Некому повеќе му треба во професијата, така, некому помалку му треба. Важното е дека на сите ни треба и секој треба да го доучи и усоврши колку што му е потребно во животот и во професијата. За да имаме подобра соработка, подобра релација, постојано сме сведоци што се случува или како луѓето меѓу себе се изразуваат, однесуваат на социјалните мрежи, како се однесуваме во сообраќајот, како се однесуваме во различни тимови соработки, јавни личности, не толку јавни личности. Многу е важно да го учиме ова. Имаме луѓе кои што се пречувствителни за другите и имаме луѓе кои што се премалку или воопшто чувствителни за другиот. Дека постои друг, дека треба да му... Пак ќе тргнам и од сообраќајот. Како се вози кај нас, паркира кај се стигне, трепкачи насред лента коловозна на булевар се стигну. Немање осет за другиот. Јас да си завршам работа. Исто така имаме луѓе кои што премногу се даваат и се прават за другите. Значи, меѓу тие две крајности, сакаме да научиме некои функционални, корисни комбинации, места, релации, како да соработуваме, комуницираме, живееме со другите луѓе што се појавуваат во нашиот живот. Да се најде една златна средина, да се изразам така, да не биде ни премногу, на една страна, ни на друга, Да. Така повелат дека дури и премногу да се смееш не е во ред. Се зависи од ситуацијата. Ние по една друга методологија, SDI, сигурно и таа прочитавте, исто учиме таму што ни се главни вредности, што не мотивира, однесувања, и таму вели нема мани, нема слаби страни, туку има претерани
претерано користени силни страни или користени силни страни во несоодветно окружување. Се зависи од ситуацијата, од контекстот. Третата целина од постоењето, односот кон себе, кон другите и кон контекстот. Некаде е добро премногу смеење, некаде воопшто не е пожелно смеење. Значи, тоа е тој осет, убаво го кажавте како пример. Каде, како да се однесувам? Што е корисно, добро, прифатливо и со добро влијание во која средина и во која ситуација. Так. Тоа е исто така вештина, дел од емоционалната интелигенција, социјална интелигенција, меѓучовечки вештини, да умеам да проценам во која мерка и каде и колку зачестено да ги активирам моите добри страни, моите добри навики, вештини, знаења, постапки, однесувања, како и да е. И сето ова се теми важни за функционирање на една организација, а не е само дали јас ја знам работата, дали ги знам методите, принципите на работење, дејноста. Сето ова е важно за функционирање на една организација, на еден систем, на еден тим, како сакате земете. За крај, сакам да ви го поставам прашањето што требаше уште на почетокот да ви го поставам кога зборувавме околу вашата професија, но ете изумив на крај никогаш не е доста, да го поставам прашањето каков е интересот во Македонија, колку во суштина да кажем на еден начин вашата професија е прифатена и тоа што првобитно го постави како прашање, колку е голем интересот кај нашите компании, кај вашите луѓе, поединечно да рековте работите дека со луѓе? Интересот расте, значи јас ова го работам 14-15 години индивидуално, 9 години имам фирмата преку која го работиме исто ова. Интересот расте и не е доволен се уште. Многу е помал од она што е во други земји, без разлика каде се тие земји, најчесто тоа се или поголеми или поразвиени земји. Интересот би можел и примената би можела да биде уште поголема, ако сакаме подобри резултати, поразвиени луѓе, подобри лидери во која било ниво и област, поголем развој како општество, како заедница, како што и да кажеме, и поголема среќа и задоволство кај луѓето. Среќата и задоволството исто така се учат низ ментални процеси и низ начини на превземање или непревземање постапки за да дојдеме до таа состојба. Значи расте интересот и не е доволен. Може уште многу да расте. Има кај нас квалификувани луѓе кои што можеме тоа да го правиме на светско ниво и интересот и пак ќе речам можеби и информираноста би можела да биде уште поголема. Верувам дека правиме колку што можеме, можеби уште повеќе можеме да информираме што тоа се прави, се учи, кои се придобивките и резултатите, зошто е вредно, важно, зошто вреди да се инвестира во ова време, средства, труд, дека нуди и носи поинакви резултати, поинаков исход во животот, во која било област сакате. Ирена, ви благодарам многу што одвоивте време да го направиме ова интервју, беше навистина многу и интересно и морам да ви признам, многу бев смирен во текот на целото интервју, не знам, ова првпат се случува, вообичаено сум доста имам трема, но ова првпат вака ми се случува да сум толку смирен за време на интервју, беше како сесија на еден начин. Би рекол. Тренер, да, па така е, со тренер за јавен настап мора да се осеќате смирено. Не може ништо да се случи. Тука сме за да дадеме, тука не сме за да не проценат или оценат, што и да прашаме, збориме, се ќе биде корисно. И да ме прашате нешто што не знам, ќе речам не знам, и тоа е човечки, или ќе речам не е во мојата област, тоа е човечки.
Така да, браво за вас што инициирате вакви теми. Рековме за ова треба многу да се информира и зборува. Фала за поканата и јас уживав, баш беше опуштено, особено ете вака што го направивме во онлайн форма. Ви посакувам уште многу убави интервјуа, многу слушаност, гледаност и позитивно влијание да правите во сите области во нашето општество. Ви посакувам успех и развој.